Стефанија Ацевска и денес на новата епизода од радиото, од светот на младите, ние со нас го имаме Мими Марковски, познат како Мими со југото. Добре ни дојде, Мими. Добро ве најдов, здраво Стефанија, како си? Добро, вие како сте? Па, одлично, може и да преминиме на ти, бидејќи така ми е пете поблиску балце, како попријателски да го направиме, бидејќи како што кажа светот на младите, да се чувствуваме како во тој круг и фала што ме класифицираш како млад се уште. Прво да те прашам, како воопшто стигна до тука? Идеше со југото и дали успеа да запали на прв пат? Да, запали на прв пат, сервисирано е, се е во ред на него. Поздрав до Јоцо Solution, тој ми го работи тој дел. Бидејќи многу од механика не се разбирам, да, пали вози југото, нема никаков проблем, тоа што си правам мајтап на своја сметка си правам, да, за да имаме некакво шоу. Да, имаше пред некоја недела исто така видео за тоа дека малце има бели некој со маслото во југото. Имаше, да, малце направивме се тоа, кој работи и греши. Кога го менуваше маслото, да кажеме те Јоцо, заборави дека треба да ја крени инката, нели, за да не направи вакуум во самата туба кај што ќе ја прибира, па се преполна инката и тука се испрскавме цели со масло, јас бев дотерен како за на кафе да слегвам на широк сокак, со најнови алишта на мајстор Ројдов, ама така испадна и се направив цел со масло и уште има масло на патиките, не можам да го извадам. Вака, дали можеш прво да ни кажеш малку ете за гледачите, кој е Мими и како почнува таа приказна најкако со југото и всушност кога ти што си близок со југото, тоа е како некаква љубовна приказна, така да можеш да ни кажеш тоа. Да, интересна е таа приказна, југото ете можам да почнам од тука, го имам и тетовирано на мојата рака, бидејќи вистина сакам. Југо беше првата кола во која што влегов воопшто јас да возам сам, имавме Југо 45-ка на времето. И тука кај мене е чикмакот, бидејќи не врват многу коли и така натаму. Иако нема возачка, сакав да возам и тука пробав прва брзина, втора брзина да се научам да возам, бидејќи имав желбата за возење и да почнав со југо да возам. И од тога си замислував, не знам зошто, значи имав може 2-13 години. Немој да возите на тие години. Си замислував дека ќе имам црвено југо, баш исто како моето. Што сега го имам и дека и да бидам возрастен и да работам некаде и да работам на некакви проекти, ќе одам секаде со југото. Ете, тоа се случи и денес да пред горната сум со југото дојдем. А зашто баш југо, а не нешто, например, кофичо или не знам, како може па и некоја луксузна кола, да, не знам, нешто Порше, Ферари, нешто да, в југо бело претходно, имав и луксузна кола. Се расипа тој југото и си реков ајде поќе не возам југо, сега ќе си купам нешто, ми се купив Opel Vectra B 2000 кубици, као со клима, со 300 чуда и сега го возам тој Opel, ама некако љубов не чувствувам кон нештото, бидејќи вистина многу сакам да возам и постојано сум в кола. И си реков, не знам, значи го возев 4-5 години, може Opel, ама некако не ми иди дека тоа е моја кола, дека како да ја чувствувам, јас само ми беше ја запалев и ќе се качев во неја и ќе возев. И се одлучив еден ден да го продадам и да си купам повторно југо. Тоа беше 2018 и баш кога го продавав, тој што препродаваше ми е пријател, мислам што го купи Опелот ми е пријател и препродава коли. И ми вели, кажи ми брат, што е дефектот на колата, зашто ја продаваш? И му велам искрено, нема никаков дефект колата, значи окей, се е сервисирана едно друго, али мом сам да си купам југо. И ми вели, не ме зафркавај сега. Значи нешто Опел продава се југо да купиш, малце нелогично е. И му велам, не, вистина, значи го продавам, оти сакам да се купам југо. И не ме верваше, значи го зеде Опелот, го купи. И по еден месец ме наоѓа негде на улица. И ми вели, дали брат вистина купи југо? И му да, купив, му покажувам вака на телефонна слика, еве го молам југото. И брат вака ми рече, ти не си нормален, зеде Опел ми даде, неш каков Опел вели ми продаде за југо да купи. И воопшто не секавам за тоа. Бидејќи еве југото ми донесе и момент на, мислам, многу убави моменти. Воопшто немам никаков проблем со него, иако и југо не е во некоја бренд, мислам, не е некоја класа на кола, не е некоја луксузна кола, но воопшто немам никакви проблеми со него во текот на возењето. 5-та или 6-та година мислам дека иди како е во мене. И сум премногу задоволен, па еве стигнав и емисија да имам со истото и одлично мислам дека си врвам. Па баш за тоа сега ќе прашувам, за тоа околу како почна тоа со снимањето во југото, од делот дека ете зеде југо, ама како почнува тоа со снимањето, со самите видеа, баш да се токму во југото? Тоа е интересна една приказна. Работев во еден медиум тука во Битола и тогаш не собра газдата на медиумот и ни рече, сакам сите новинари кои што се вработени тука да направите уште една емисија, која ќе оди еднаш неделно.
И го предложив овој концепт со југото тогаш и автоматски ми беше одбиен концептот како неедукативен, како нешто кое нема големо значење и така натаму и се одлучивме да правиме топ листа на македонска музика. Нешто што е технички не е некоја креативна идеја. Топ листа е, нели, броиш 10-то, 9-то, 8-то, 7-то, се до прво место. И окей, таа идеја ми лежеше така долги години и дојдов момент кај што веќе завршив со тој медиумски простор, имав таков еден период кај што не работев пред камера, не бев вклучен во медиуми со новинарски работа и така натаму. Работев фриленс, нешто од дома, скоро се повлеков буквално од јавниот живот, немав никаква активност ни на социјални мрежи, ни ништо. И работам бидејќи музика исто така. И Кики Плишко ми беше првата гостинка во првата сезона, снимаше кавер, песна нејзина. И ми рече, ајде те молам некако да направиме некој начин, некако да го испромовираме овој каверот, да не е само да го објавиме на Facebook или на стори да го клаиме и дека ета готово се ние имаме кавер, но некој друг формат. И молам, јас имам една идеја за една емисија со Кола, со југото му велам, ама не знам, знаеш, онака цело време ми лежи како да сакам да ја почнам, ама ете некако не е дојден денот. Ај молам да се пробаме. Значи буквално почнав ентузијастички без никакви очекувања, без дека нешто ќе достигнам до некаде, па буквално почнав со 500 денари бензин и со телефонот фака намазка напред буквално за да се снимаме, без држач, без ништо, хардкор што би се рекло. И испадна вистина дека е многу интересно. Значи првата емисија кога ја објавив испадна дека ја гледаана, па натаму ајде ми пише ајде следен гостин, не снимав договорено следен гостин, не знае дека ќе одам понатаму. Ајде се реков ќе договорам гостин. Договорив уште еден и веќе еве ден денес трае таа емисија и покрај тоа што го почнав ентузијастички, сега и на некој начин ми е и обврска и морам да ја сработам бидејќи имам веќе и коментенти кои се мои соработници. И многу сум им благодарен нив што ме поддржа и што ми ја поддржа идејата и се надевам дека ова битолска приказна ќе продолжи понатаму да живее мими со југото. Како што кажа дека на почетокот имало помалку гости, ама сега да речем има се повеќе. Дали можеш да ни кажеш околу луѓето со кои што имаш соработувано, кои се нивните мислења за југото? Дали ти си има случајно некој да се пожали од југото, нешто да му смета? Не, климата да не му е кој што треба. Нема клима во југото во никој случај, да чешко е в кола кој ќе се возиме. Ако ги отвориме джемоите малку ни е бучно од мотор кој ќе помени или камион нешто до нас, па не се слушаме добро на тонот. Али тоа ја прави интересна емисијата во секој случај бидејќи е спонтана. Не знам што ќе се случи во секоја наредна епизода. Јас тоа му го кажувам и на гостите. Немам прашања, немам концепт смислено, не знам што ќе се случува понатаму, значи не знам како ќе излези на крајот емисијата. Јас емисијата ја дознавам кога дома ќе ја префрлам на компјутер и ќе застанам да ја прегледам да видам што сум снимил. Тогаш сваќам што снимив, каква емисија имам. Иначе во текот на муабетот додека е гостинот кај мене в кола, е буквално како да го најдам на улица ми вели ај префрлиме донде. И го земам така и го правиме таков муабетот, значи не знам, немам концепт. Еве и со граначалникот последно снимав, буквално ме прифати баш така, најпријателски, без никакви договорени прашања, без никаков концепт и вистина супер поминавме. Исто така, околу тоа што кажав како со гостите, дали можеш да одвоиш некој пример поомилени моменти или некои моменти што стварно ќе ги памтиш, ете, дека со гостите си ги имал? Да, има многу ситуации. Например, имаше ситуација кога ми се скина кочницата на сред снимање на емисија. Тоа беше вистина опасен момент. Снимав со Марија Станковска, таа е една пејачка од Битола која моментално е во Америка, таму живее и работи. И буквално после 15 минута во емисијата очекував да трае пола сат или 40 минути и истрае емисијата. Баш кај уредот се случи тука на кружниот тек, кочницата ми пропадна буквално, онака ја снимав кочница на колата. И тоа беше еден таков ризичен момент кај што имам чупе до мене, кој што ако му кажам дека немам кочница може ја паничи, во ист момент имам камера кај што ако кажам дека немам кочница ќе ми пропадне таа емисија. И бев буквално во небрано, не знам што се случи, само моментот ја кренав рачната. И верувајте уште 15 минути возев со рачна. Возев 20 по улици, ги пуштив 4 жмигавци и така возев низ Битола со 4 жмигавци, а таа не воопшто не забележа. Не забележа ништо? Не, дека јас пуштив 4 жмигавци, дека со рачна кочам цело време. И успеав да ја снимам емисијата, застанав и тогаш му кажав немав кочница, муам на цела емисија. Тој момент мислам дека ќе го памтам од првата сезона, бидејќи беше многу ризичен. А и јас снимив емисијата и сум горд на тоа што успеав да снимам емисија без кочници на југот. Мада го совладов, да, знам да го возам.
Исто така едно интересно прашање е, например, ако треба да одиш на некој подолг пат со некој со југото, со кој би ошол прв од гостите? Например, да треба да возиш, например, до Хаваите и назад и да нема да ти се смачи воопшто од возењето. Мислам дека со сите, јас како што зборам онага, со сите ќе си најдеме заедничка тема. Не знам, може и неблагодарно е да одвојам некој од гостите, ама дефинитивно Епизода што пак сакаш, ете, пример, да се повтори, не знам, многу смешни ми беа, не знам, ете Кики Плиш ми беше смешна, Најмилка ми беше смешна, Маја е доста интересна од првата епизода, Пајлјото беше многу интересен како гостин. Значи имаше многу интересни гости, не знам кои да ги одвојам други. Ќе ги заборавам, вистина многу беа. Сите остаја некаков убав белег со нив, може и со сите би патувал на различни дестинации, не мора до Хаваи, може сегде со сите поеднаш да поминеме негде подалеку. А имам још една ситуација, може ќе ти ја кажам и покасно, кај што патував подалеку малку со југот. Може и сега да кажеш, кажеш, сега ќе ти ја кажам, ајде. Тоа беше една група од тука од Битола, Soundwave се викат, да ги поздравам Soundwave. Пред неколку години требаше да свират во Стојаково, тоа е негде околу 30-40 км после Гевгелија, значи многу далеко од Битола. И биле договорени со превоз и слично дека ќе треба да одат во Стојаково Гевгелиско и да свират таму на гитаријада се викаше настанот. И негде околу 7:30-8 сатот ми звонат мене, ни велат превозот ни откажа во последен момент, нешто му се случило, не знам што приватно. Не можеме никако, вели, да најдеме превоз, тие се четворица со се инструменти, со се. И вели ни треба човек што ќе не однеси до Стојаково Гевгелија. Ние сме, не е проблем, ќе го однесам, ама дали знаете дека југо имам и ние сме 5 души, треба да се пикнеме во југото и да имаме инструменти, плюс и да стигнеме до Стојаково. Вели, знам, ама немаме друг избор, тоа е тоа, мораме да стигнеме таму. Вели, први настапуваме, јас мом ништо, ќе дојдам, ќе го однесам, ама кажете му дека први ни подразно нема да стигнеме до Стојаково. Значи, последни нека вас стават и тоа е тоа, одиме. И ги собрав, буквално бевме вака, седиштето го пикнав тотално напред до воланот, седев во една ваква положба до Стојаково. Меѓу нас имаше гитари, имаше појачала, кабли, тапани инсталации, не знам, се имаше во југото, само простор и воздух немаше. И стигнавме до Гевгелија, до Стојаково, без никаков проблем, многу бевме вака натоварени, дури на моменти потфаќаше малку југото, кај имаше дупки по патот, ама стигнавме. И кога стигнавме таму, се собраа, бидејќи тоа беше Стојаково е село, тоа беше како насред село настан. И се собраа сите околу нас и се гледат битолско југо влегва во Гевгелија, што е реткост да видиш. И се собраа вака околу нас и велија, па битолчани со југо дојдоа. И аплауз ни дадоа кога излеговме од југото, беше многу интересен момент, а и смешен исто така, и на крајот не испратија за да видат дали пак ќе се собереме внатре во југото и пак ќе си заминиме за Битол и некој ни рекоа јавете се. И мислам дека околу 2,5 сати патувавме, што е солидно. Да, за да стигнеме до таму, да. Не е далеко, да. А не возе брзо, 100-110 максимум на автопат. Дали кои се пример наредни гости што ги имаш испланирано за наредни снимања и нешто така, дали можеш да ни откриеш? Тоа е многу ексклузивно прашање. Имам, да, снимено, имам со две девојки од Битола снимено веќе емисии кои што треба да се објават, оваа недела треба да снимам со уште тројца битолчани. Не знам колку треба да ги кажам овие информации, ајде ќе ја кажам, Марија Луиза е една од гостинките која што веќе е снимана и за неја објавивме дека е снимена, не знам кога ќе објавам таа епизода, може ќе ја почувам за малку потаму. Зборував со Сашо Паркет, веројатно со него треба да снимам. Ирине ја имам, модел наш од Битола, многу убава девојка. Така имам повеќе, треба да имам оваа сезона околу 30 до 36 гости. Значи тоа се многу гости, планирам да трае некаде до мај-јуни оваа сезона и ме чека многу работа. Друго прашање за тебе, пример, ако требаше со некој странски гостин да снимаш видео, со кој би сакал некој така што ти е како поомилен од странство? Нема врска дали подкаст ти снима, дали пееш, дали било што така нешто. Некој што е од тука, да речеме, од Балканот или надвор од... Надвор подалеку, па може Шакира, например. Да ја земам во југото низ Битола, да ја повозам, тоа е, да, како еден така. Шакира ја сакам од секојаш, од мал, кога бе, буквално растев со незините песни, или Пинк, например, исто така ја слушав многу Пинк, Red Hot Chili Peppers, ето, ако одиме ке музичките пејачи групи, може со нив буквално, поќе сум јас по музиката,
така да од мал сум секој со музика, музичко јучев, со музика продолжив се занимавам, југото така пропратно ми дојде и добро се снаоѓам, си велам. Сега југото ти има станато како еден начин белег на Да. тоа ти се што го правиш. Дали некош би ја сменил колата? Не, дефинитивно. Не, може да имам уште една кола, евентуално, ма југото не би го дал никогаш, не би го продал и не би прекинал да го возам. Значи, имам изјавено еднаш дека ако воопшто нешто се случи да не може да се поправи ќе до толку југото, да не може да оди, ќе го паркирам во дворот и како музејска поставка ќе го чувам буквално така, ама никош нема да го продавам и никош нема да се оддели тоа југо од мене, бидејќи ете на некој начин е и дел од мене, Да. затоа и го кладов тука. Од самиот Да. почеток е. Може да возам Volvo некош во животот, Volvo сакам кој коли. Епа, уште вака за крај, заради тоа што и ти снимаш на еден начин, ние снимаме подкаст Да. и ти на еден начин како што снимањето на YouTube видеа, дали можеш да кажеш на пример некои совети и се надевам не пратиш и нас и Ме ги имаш пратам, да. гледано видеата. Ме пратам, одлични сте, многу сте ентузијастички, ме бендисва моментот на искреност кај вас, бидејќи сте се уште млади и ова ви се некои почетоци на овој начин, некој од вас може и понатаму ќе стане и вистина професионален водител, новинар и така натаму. Задржете го овој дух, само тој совет ќе ви го кажам. Значи, технички работи тие се надоградуваат со текот на времето, се и поискусни ќе станувате, се гостите ќе ви даваат искуство, ќе имате гости кои што, например, некој ќе ве изнервираат, некој ќе ве насмеат и така натаму, ама тоа си го носи искуството, но ентузијазмот кој што сега го имате, сакам да го задржите до крај. Тоа ете, нека биде мојот совет, бидејќи ентузијазмот ќе ве однесе на едно многу високо ниво. Добро, тоа беше отприлика се, ни кажа и за твоето искуство со снимање, од каде иди прекарот и општо целата приказна, така да ти благодариме многу што беше дел од оваа епизода. Малку беше поинаква и се надевам дека да. За крај. Одлично, да, фала ви вас многу за издвоеното време и за времето кое ми го посветивте. Вистина го ценам ова. Можам да кажам дека слободно може да ми се обратите за било што ако нешто можам јас да ви се најдам во живото. И ви посакувам многу успех понатаму и да имате многу погледани подкасти од моите па и од сите кои ги имаме во нашата држава. Фала ви уште еднаш. Тоа беше се за оваа епизода и се гледаме наредна недела со нареден подкаст.